Дали мислите дека вие сте дипломиран економист, да не го забораваме и тој факт, дали мислите дека во моментов е тоа возможно во Македонија, знаејќи дека впрочем економијата тоест ни стагнира, или ако да не кажам ни оди па надоле, дали ова можно да се направи, што мислите? Види, ние бараме во споредба со синдикатот на Македонија барат 600 евра. И други некои политички структури поддржуваат 600 евра. Ние велиме синдикатот на Македонија да бара 1000 евра. Не е дека тоа е процес на спогодување, па бараш 1000 ќе добиеш 700-800, не. Дека реално бараме 1000 евра. Затоа што под 1000 евра луѓето не можат да живеат во Македонија со овие скапи цени. Да одиш, јас вчера бев во продавница, вели портокали 120-100 денари кил. Ако си 4-члено семејство, 4 портокали поголеми, се 1 кило и толку ќе ти биде. Како луксус, а плата минимална пример е 24-300. Значи не може никој да живе. Може да се исплати и нормално работодавците, тие не сакаат ни 30.000 да биде минималната плата, бидејќи се жалат под изговор дека треба доприноси да плаќаат 50%, што е тоа вистина. Значи, нашата држава, јас не знам прво зашто зема 50%. Ако имаш ти плата 1000 евра, треба 500 евра да платиш доприноси, здравствено и пензиско. Зошто го прави тоа знам, јас знам, ама велам не знам символички, затоа што ние имаме 1,5 вработен на 340.000 скоро пензионери. Значи, тоа е страшна работа. За да може ние да имаме понатамо фондот пензиски и здравствен да се полни, треба да имаме 4-5 вработени на еден пензионер. Ние затоа дигаме, затоа имаме 18% ДДВ. Во сиромашна држава не смее ДДВ да биде 18%. Тоа е скоро 1/5 ако ќе купиш примеден фрижидер, ти даваш пари на државата, ако ќе полниш бензини и каде што се зема толку, значи 18%. Одиме сега понатаму, замисли. Ние треба да направиме 6%. Оти сме скапана сиромашна држава. Народо леп нема да јади, а ти, кој ќе одам јас од 24.300 ако имам плата минимална, одам да купувам на тие, плюс ми земаш на одредени производи уште 18%. Рачуна е колко од 24.300, 20, ајде ќе рачунам 18, скоро 20%, па тоа тројче скоро 5.000 денари ми земаш од платата. Јас фактички имам со 19.000 да купувам. Значи, ние сме држава каде што властите, за жал 35 години, не успеа да креираат врвна економија и ги држиме луѓето на 24.300 мизерна плата. И верувам дека може да се исплаќа и 60.000. Но, да се оствари тоа, ние мора, рече, брзо да работиме на развој на економијата. Тоа значи следното. Не знам, ова влада зборуваме ние како демократи стално, зашто тоа не го правили претходната, а веќе зборуваме 7 години. Толку и како партија постоиме демократи. Зошто не соделува од буџетот на Република Македонија 2 милиарди евра наредни 10-15 години, секоја година да се инвестира во производствени погони, фабрики, електроцентрали, каде што ние ќе креираме нови работни места, трчи. Значи, ние цело време, овие скоро 2 години, во економијата ништо нема да правено, само се задолжуваме. Ние дупката во пензискиот фонд ја пополнуваме од кредити. Ние земаме кредити да враќаме камата на кредитите што ги имаме порано. Ние скоро 60 и нешто проценти сме задолжени, тоа е црвена линија, тоа е опасно за Македонија. Ние имаме такви проблеми со овие политичари што се на власт, сегашните и претходните, и 35 години што владеа, што ниеден конкретно не кажи, ајде ќе градиме сега ова година, за 2-3 години централа, ќе произведува толку и толку струја. За нас, ем ќе намалиме цената на струјата на место да увезуваме, ем ќе ни се исплати за наредни 10-15 години. Ако примена на централа не вреди, кошта да речеме 2-3 милиарди евра, ќе се исплати самата. Ние секако трошиме струја, на место да ја увезуваме.